Во текот на оваа година да обезбедиме пакет од 760 милиони евра поддршка за најранливите категории на граѓани, но и поддршка за компаниите во државата. Субвенционираме 80% од цената на електричната енергија за граѓаните и за малите компании кои вработуваат 98% од работниците во државата. Ова го изјави неодамна премиерот Димитар Ковачевски, кој рече дека со овие антикризни мерки се помагало на компаниите и граѓаните за одржување на нивната ликвидност. Но иако станува збор за опит да се помогне, овие мерки нема да бидат доволни, вели професорот Павле Гацов. Кад се работи за поголеми износи на средства што им требаат на граѓаните, особено во она најсиромашна категорија, каде што се разбира таму кај што е најтенко и најлесно се кине, можно е и да има потреба од дополнително зголемување или вклучување на уште некоја категорија на граѓани во помогнатите за целите на премостување на оваа криза. Кога треба да се внимава, значи, на пензионерите може и да се засили оној пакет што е веќе најавен и се разбира на социјалната категорија, која што мислам дека било кое давање е премалку, така да и овде треба да имам повисоки суми за помош. И бизнисмените сметаат дека мерките ќе им бидат од корист, но ти се премалку во услови на светска криза. Кои влијанието нивно нема да биде така големо како што сакаат да го прикажат владата и институциите во држава, затоа што сите други да речеме потребни елементи за да се добие еден готов производ како суровини, како други ресурси кои што се битни за производството, се не може владата да ги контролира, бидејќи се тие од увоз. Джемиловски вели дека има повеќе начини како да му се помогне на бизнисот. Пред се во делот на увозот на суровините може да се даде некој дел на суровини кои што се неопходно потребни да се ослободат од обврските од давачките кон државата, царини, прелевмани, даноци, да се олеснат малку. Гацов предлага да се пристапи кон прибирање на повеќе давачки од оние кои остваруваат екстра профити во овој период. Некои земји веќе го направиле тоа, а такво решение во регионот од 2023 година се предлага во Хрватска. Овде мислам пред се на финански институции, не знам на субјекти што тргуваат со нафта и така натаму ги има, владата ги знае сите, значи тие не се непознати кои имаат екстра профити, да се прибира од нив, да се подели на оние со послаба ликвидност. Може би се, не знам, фармацевските, може би се лабораториите, може би се приватните болници. Од бизнис секторот велат дека со ваква криза се соочуваат за прв пат во нивното досегашно работење. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.